Денешниот состанок на шефовите на дипломатиите на Европската Унија во Брисел е подготовка на специјалниот самит на европските лидери посветен на борбата против тероризмот, што треба да се одржи на 12-тиот месец. Во меѓувреме Европа и натаму е под висок степен на тревога поради можни нови терористички напади. Нападите во Париз во почетокот на месецов и минатонеделните рации во џихадистичка келија во Белгија ги зголемија страхувањата во Европа за можна опасност од европски граѓани кои се враќаат од војните во Сирија и Ирак. Во Германија е забранен денешниот собир на антисламското движење Пегида, како и други протести планирани за денеска во Дрезден. Полицијата во овој град соопшти дека добила информација од федералните надлежни органи дека имало конкретна закана против движењето Пегида, односно патриотски европејци против исламизација на Западот, кое од октомври минатата година секоја недела организира протести во Дрезден. Таму по нападите во Париз се собраа над 25.000 луѓе. Германскиот весник Билд пишува дека заканата доаѓала од милитантите на Исламската држава и од цел бил лидерот на Пегида Луц Бахман. Антиисламските движења почна да се шират и во други европски градови, па постои страхување од можни инциденти. Во меѓувреме, белгиското обвинителство соопшти дека ќе бара екстрадиција на лице кое беше уапсено во Грција, под сомневање дека било поврзано со исламската екстремистичка организација која во минатата недела беше растурена од белгиската полиција. Грчките антитерористички сили извршија неколку рации во Атина, при што уапсија најмалку 4 лица. Се верува дека едно од нив било поврзано со белгиските екстремисти, од кои двајца беа убиени од полицијата во Вервие. Во Франција пак продолжува истрагата во врска со можните инволвирани во терористичките напади врз сатиричниот весник Шарли Ебдо и врз една еврејска продавница во кој загина 17 луѓе. Секогаш кога ќе нацртаме карикатура на Мухамед или на Господ, ние ја браниме слободата на верата, изјави Жерар Бија, уредник на Шарли Ебдо. Карикатурите на Мухамед на насловната страница на овој весник предизвикаат демонстрации, па и насилства во Алжир, Нигерија и Пакистан. Францускиот председател Франсуа Оланд оцени дека луѓето не треба да се плашат да ги изразуваат своите ставови, бидејќи со тоа победува тероризмот. Но последните анкети покажуваат дека 42% од французите мислат оти треба да се одбегне објавување на карикатури на Мухамед, а 50% се за ограничување на слободата на изразување на интернет и на социјалните мрежи.